Добри дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам да го зборуваш македонскиот јазик без страв и трема. Во оваа епизода од подкастот сакам да зборувам за тоа како се чувствуваш кога треба да испратиш порака на македонски, SMS порака, порака на Viber, на WhatsApp, на Telegram, Instagram, Messenger, што уште се користи во секојдневието. Може би сум пропуштила некоја мрежа, да кажем, или начин на комуникација, канал на комуникација, секако ти ќе разбереш за што зборувам во оваа подкаст епизода. Сакам да зборувам, всушност тоа се сетив на една стара поговорка која е во македонскиот јазик. Всушност се зборува во сите словенски јазици. Тоа е 3 пати мери, еднаш сечи. Тоа некако повеќе се однесува на занечиските работи, но после комуникација со моите клиенти и некој начин на однесување кој го имам забележано дека јас се однесувам, тогаш ми дојде идеја да ја снимам оваа епизода и да зборувам токму за тоа. Што ни представува 3 пати мери, еднаш сечи во македонскиот јазик и секако јазикот кој го зборуваш, а не ти е мајчин. Кога се изразуваме на нашиот мајчин јазик, ние немаме толку желба или да кажам напор, не вложуваме толку голем напор да пораките што ги испраќаме или мејловите ги прегледуваме 2-3 пати. Но кога зборуваме и пишуваме пораки на јазик кој не ни е мајчин, тогаш и нашиот мозок работи поинаку, односно не сакаме сега да пишуваме некои зборови кои не се точни. Сакаме да напишеме тоа да е точно и разбирливо и граматички напишано добро. Да го внимаваме како се изразуваме, како ни се напишани зборовите, односно глаголите. Дали е во добро лице напишано, дали е во добар род, дали е еднина во добар број, односно еднина или множина. Сето тоа внимаваме на распоредот на зборовите, редоследот на зборовите во реченицата. Каде стои точка, каде стои заперка, каде стои некој друг интерпункцијски знак, како прашалник, извечник и така натаму. Сакам да зборувам за ова, бидејќи јас ова го имам забележено, што ми се случува со јазиците кога сакам да комуницирам на еден од јазиците кои не ми се мајчини, освен македонскиот јазик кој го користам да зборувам со моите пријатели и со семејството и со клиентите кои ги имам во секојдневниот начин на живење, користам и два уште јазика. И она што го имам забележено е дека пред да испратам порака, пред да напишам мејл или ако треба да составам некој барање, некој акт, ми се случува да го прегледам тоа дури 3 пати. И размислував токму за тоа и за сите говорници на македонскиот јазик кој не им е мајчин, дека всушност и тие тоа исто го чинат кога треба да напишат порака на македонски јазик или, например, да ми испратат мејл на мене или на некој свој пријател, на некој колега или за работа, секако. И тоа сакав да кажам дека многу е честа појава, а ретко луѓето зборуваат за тоа. Што всушност значи? Нашиот мозок кога сака да комуницира на јазик кој не ни е мајчин, мозокот многу когнитивно се исцрпува, односно вложува уште поголем напор од оној што го има да тоа го состави убаво напишано, и луѓето тука велат, да, што сега ти имаш тука да пишуваш. Тој коментар често го дојдам, што имаш сега тука да прегледаш
3 пати оно што го имаш напишано, кога ти знаеш да го зборуваш тој јазик. Да, но кога мислите ќе ни се преточат во зборови на хартија или во Word документ, мејл или порака, не можеме само така да напишеме што зборуваме. Тоа ќе трае цела вечност. Туку речениците треба да имаат своја смисла. Што сакаш да кажеш ти со ова реченица? Која е целта на реченица? Дали им се обраќаш на луѓето со почитувани, добар ден, се надевам дека сте добро, сакам да ви се обратам во врска со мојата апликација за работа, за моето барање за работа, дали позицијата се уште е отворена, дали имавте прилика да го прегледате моето CV и мотивационо писмо. Целта на пораката е секако да соопштиме нешто, да прашаме нешто, или односно да добиеме одговор на нешто, или некого да известиме, односно да обавестиме, да соопштиме. Така да кога мислите треба да добијат некоја форма како цела реченица, тогаш доаѓаме на проблем каде што треба да ги собереме сите наши мисли од 10 реченици во едно-две, кои што тие ќе ни кажат точно, ќе пренесеме што всушност сме сакале да кажеме со тие 2 реченици и соговорникот да не разбере. Доколку и ти го имаш овој предизвик, кога се работи за пишување на пораки, зборови, мејлови, барања или слични писма на македонски јазик, те охрабрувам да ми се јавиш во порака и прво да ти кажам дека тоа воопшто не е страшно и сосема е нормално ако го зборуваш македонскиот јазик, а не ти е мајчин. Сите луѓе го имаат тој предизвик со зборување и составување на реченици на немајчин јазик и да ми се јавиш во порака, каде што ќе ти кажам кои се следните чекори и што можеме да направиме заедно во врска со тоа да имаш помалку време и енергија да трошиш кога е составување на реченици и пораки на македонски јазик кога ти треба. Толку за оваа епизода. Се слушаме во следната епизода. Те поздравувам.